домашна консолидација, европска стагнација. Вака накратко може да се окарактеризира владењето на оваа владеачка гарнитура предводена од ВМРО ДПМН и премиерот Христијан Мицковски. Иако власта се фали дека полека ги консолидираат редовите на домашната политичка сцена. Сосема евидентно дека европската агенда во моментов не е меѓу приоритетите. Дали е тоа резултат пред се поради домашните политики или поради во моментов не така заинтересираноста на Брисел во однос на процесот на проширување. Но критиките или забелешките од страна на Брисел во однос на македонските владеачки гарнитури се однесуваат пред се околу владењето на правото, нефункционалноста на системот, битката против корупцијата и криминалот. Тоа е прилично колоквијален термин, меѓутоа најверојатно луѓето што го користат, бидејќи јас не го користам многу, мислат на владењето на правото, мислат на недостатоци во државните институции, во начинот на кој што администрацијата одговара на граѓаните, а секако овие денови сите сме обседнати од трагедијата во Кочани, најмногу е фокусот таму, меѓутоа овој термин се користи подолг период во однос на тоа на чувството од кое што постои од граѓаните дека државата не испорачува во однос на своите обврски. Каде затаивме во тој дел? Поради пред се неажурноста на институциите, нефункционалноста на институциите, партизираноста на институциите, имајќи во предвид дека многу често добиваме пораки од Брисел дека мора да ги ослободиме институциите од бирократската неефикасност, од партизираноста. Видите, партизацијата е проблем со кој што оваа држава се бори долго време. Всушност, ако погледнеме наназад од она што од перспективата од која што јас работам, оној прв извештај на Прибе 2015-та и потоа 2017-та во голема мера повторен, велеше дека, и со право мислам, јас се служувам со таа оценка, дека всушност државата во најголема мера е заробена од страна на политичките партии. Како резултат на тоа немате систем на мерит и вредност во институциите и тоа понатаму се прелеа во неодговорност, во немање отчетност помеѓу институциите и генерално чувството на негрижа кое што постои во контекст на тоа што и како државните институции испорачуваат. Многу често слушаме критики дека не се прави одвојување меѓу државата и партијата, а при тоа зборуваме за потреба од ослободување на институциите од партиските стеги. Како е тоа возможно? Возможно ли е всушност? Видете, тоа е поголема општествена промена, која што очигледно е дека ние не сме ја постигнале. Кај нас тоа ослободување од партиите можеме да го видиме во контекст на напорите кои што се прават или кои што се правеле во изминатиот период, пред се во однос на одредени промени, напори во однос на назначувањето на високи функционери во јавната администрација. За жал, многу од тие измени кои што ги дебатираме веќе подолго време ниту се усвоени, ниту пак се прави поширока дебата на тоа каде се недостатоците во назначувањето во системот. На ист начин ја имаме и дискусијата во правосудството, во контекст на политичкото влијание врз судиите, така да веројатно веќе подолг период од оваа наша, ако веќе се уште можеме да ја наречеме транзиција, се бавиме со лоцирање, односно со диагностицирање на тој проблем на партизација, наместо со справување, односно решавање на истиот. Колку гледате кај новата влада интерес во делот на брзата интеграција на земјата во Европската Унија? Видете, јасно е дека првиот голем слонот во собата, односно уставните измени во контекст на започнување на преговорите се една од големите пречки со кои што иако имаше најави дека владата ќе се бави во првите 6 месеци, тоа не се случи. Мислам дека повеќето од нас немаме никакви очекувања дека тоа ќе биде случај пред крајот на пред одржувањето барем на локалните избори.
Од друга страна, она што со што се бава дел од институциите е работата на оној план за раст, односно реформската агенда, која што беше подготвена од претходната влада, во голема мера оваа влада ја превзема, направи некои мали промени. Меѓутоа, тука ние ги испорачавме, го имаме доставено својот извештај во средината некаде на март. Добивме како прва од државите која што ја доби првата уплата од 7% од тој план за раст. И сега очекуваме сите да видиме дали Европската комисија ќе цени дека дел од тие мерки се исполнети, за да знаеме на каде ќе се движи понатаму процесот. Веројатно клучното постигнување во однос на контекстот на што го рековте брзата интеграција, јас не би рекла брза, би рекла постепена интеграција, меѓутоа процесот на користење на одредени инструменти што ни се на располагање, веројатно на што беше постигнување и би требале да го издвоиме, е учеството во заедничката платежна зона, односно Single European Payment Area на Европската унија, кој што ќе стапи на сила до 1 во октомври. Меѓутоа, тоа е дел од постигнувањата на кои што се работеше подолго време. Меѓутоа, сега успеа да се испорача благодарение исто така на напорите пред на Народната банка. Гледавте Трилинг, а во вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг гостува академик Маријан Марковиќ, професорите од Правниот факултет Ненад Марковиќ и Марко Картолица, како и директорката на Институтот за европски политики Симонида Кацарска.